Купувачка треска на пазарот во Штип. Цените растат, торбите празни, а купувачите неми. Штипјани денеска се соочија со суровата реалност на крајот од месецот. Високите цени ги замолчија граѓаните и оние што зборуваа претходните петоци денес ниту збор. Но другите кои што сепак купуваа велат мора да се јаде. Иако скапо, сепак децидни добро е што воопшто има производи на тезгите на пазарот во Штип. Вај петок има многу малку за пазарување. Беше на одмор, дојде се од одмор, жената ќе оде за Скопје. Сам ќе останам за викендо, еден лут пипер 100 денара едно кило, толку. Јадете ли си луто? Луто си јадеме нормално, јас и жената. Се, од овоши, од зеленчук, се, али се помалку и умерено. Скапо ли? Со ред. Сега доваѓам и да е скапо и да е ефтино, за мене е секојаш така таман, значи нормално. Има за некој скапо, за некој ефтино, за мене е стандард. Калици, модри, пиперки, патлиџани. Има ли квалитет? Има, добро е. Пиперки, Паричка? Има и парички, бе, не га. Мора да се јаде. Мора да се јаде, да. Класија. Скапо ли? Не е скапо. И патлиџани, пипер се. Скапо ли? Не е скапо, добро, ајде. Мора да се јаде. Мора да јадем и да е скапо. Задоволни колку да им се исплатат основните трошоци, овој петок беа и производителите. Вела тешко годинава, нема млада сила, а тие се речиси во пензија. Цените се така. На патлиџано имате тај рагби, тоа е 70, тај 60, 50, другиот. Црвениот пипер е 80, 70, модриот патлиџан 2 за 50, 20, Ваѓо пипер 50-60. А еве варскиот троше ли си? Па още не е баш, ама пушнуват луѓето, кој за пунење, кој за таму, за вамо. Знаеш што ќе ти кажам, кај нас е 60 денара првата класа. А тука ако донесеш, валјда прва класа треба да донесеш. И сега, ако не е 10-20 денара по-скапо, што ќе го носи џабе, нели е така? Како се движи вај петок, кој варскиот, колку до колку? Од 60 до 80. Тешко е, ама знаеш што ќе ти кажам. И кај нас има многу јак откуп. Сите пунктови работат. Сега за сега оде најнормално, па како ќе биде кој таму. Само да има и млади сега. Тоа е проблем. Проблем е. Тешка работа, млади, кај ќе има, нема млади. Инаку дополнително овој петок се бараше и грозието, кое се продаваше по цена од 80 денари за килограм, како и класието кој луѓето ги купуваа за речиси ниска цена. Од овој петок се продаваше и првиот прас кој држеше висока цена.